Кумановци по 10 пат се приклучија на маршот во организација на иницијативата за заедничка Македонија ги повторија пораките за зачувување на унитарниот карактер на државата, против двојазичноста, промена на уставот и отфрлање на тиранската платформа. Кумановци овој пат се собраа од кај трговскиот центар Сума и поминаа низ улиците во градот, повикувајќи ги граѓаните да им се придружат. Па мислам на тоа прашање дека и врапчињата знаат одговор, за да ја сочуваме Македонија. Ма тоа албанската платформа е само почеток, крајната цел е да се уништи Македонија, да се смени името и да ја нема Македонија и македонскиот народ. Што е излез од оваа криза? Од оваа криза се знае кој е излез. Сите да бидеме заедно на страната на Македонија, само тоа е излез. Односно, најверојатно нови избори, нема друго. Видите, значи, не може надвор од наша држава да се припремат платформи за една влада на Република Македонија. Затоа, значи, во целост го поддржувам председателот што рече денеска дека уште не се создадени услови за да го добие мандат лицето додека не се откаже од странската платформа. Еве, дали нови избори, како што бараат заедно со локалните, ќе бидат излез од оваа криза? Па мислам да, затоа што и ќе се уштеди на средства, затоа што ќе биде заедно со локалните, па на еден трошок, и тоа би било најизлезно решение. Но можно е и она второто, јавно, писмено, написмено, во писмена форма, да се откаже од платформата лицето што сака да биде мандатар и да најголемата партија што доби мандати на 11 декември да даде поддршка на малцинската влада на втората партија. Благодарам. 1000%. 1000%. За унитарна Македонија. Не сакаме да ја делиме. Не сакаме двојазичност. Сакаме мење на устав, застава, химна. Тука сме се родени, тука ќе живееме. Која порака ќе упатите вие како граѓани на Куманово? Порака да не се дозволи да се прифати платформа на албанци. Да остане како што сега унитарна Македонија, тој живот како што бил до сега да биде и понатаму ист. Ќе успеат ли граѓаните преку оваа иницијатива да ја сочуваат Македонија? Ќе успееме. Нема да успеат да влезат во парламент без народ. Ние сме за Македонија и сите сме сложни. Маршот, како и претходните денови, заврши пред платото на Центарот за култура Трајко Прокопиев, на кој се обрати Невена Величковска, која рече дека ова е четврти Илинден, а дека во претходните Илиндени македонците ја искажале почита кон сите оние кои живеат под ова ниво. Додаде дека ниту еден патриот не е против националните права, култура, традиционалните вредности на својот сограѓанин. Македонија е модерна граѓанска држава, рече Величковска. Сите граѓани живеат во единствена матична држава на македонскиот народ, кој додаде во 21 век е соочен со негирање и дискриминација. Македонија е модерна граѓанска република. Македонците, албанците, србите, ромите, бошњаците, турците, власите и другите живеат во единствена матична држава на македонскиот народ, кој слично како и другите народи од регионот и се уште во 21 век е соочен со негирање и дискриминација. Бараме ниту една политичка партија во Македонија да не ја подхранува и уважува дискриминаторната политика на одредени земји. Бараме ниту една политичка партија да не прифаќа платформи создадени за туѓи интереси во туѓи држави, без изборен легитимитет, чија цел е разнебитување на Македонија. Граѓаните на Куманово символично со велосипед се приклучија на иницијативата за заедничка Македонија претходните денови, маршираа по различни локации во поширокото централно градско подрачје. Утре маршот продолжува од предопштина Куманово со почеток во 18 часот.